Европа се тресе од очекувањата дека наскоро ќе има недостиг на гориво. Деновиво жижа е керозинот, кој е важен за туризмот, но и за карго транспортот на вредни пратки на широка палета индустријски производи. Најновото предупредување за недостиг на ова гориво, но и на дизелот, дојде од австрискиот министер за економија, енергетика и туризам Волфганг Хартмансдорфер. Прекините во испораките во последните недели ќе стигнати до Европа со временско задоцнување и би можело да се соочиме со недостиг од околу 5% дизел и 15% керозин поради намалените испораки. Австрискиот министер порача дека граѓаните мора да штедат во потрошувачката на енергија, но не најави рестрикции за точење на гориво за граѓани од соседните земји. А додека Европа се подготвува за криза со недостаток на горива, премиерот на Македонија Христијан Мицкоски го повтори ставот дека снабдувањето во државава е стабилно. Во овој момент не гледаме опасност, исто така со керозинот кој што го извезуваме, неколку аеродроми во регионот добиваат керозин, таков е Приштинскиот аеродром и некои други, сега да не ги споменувам. Така што во овој момент факт број 1 е дека граѓаните кај нас користат најевтини горива во регионот и факт број 2 имаме доволно количини и сега за сега не гледаме никаков предизвик кој што е поврзан со недостаток. Доколку се случи таков предизвик, тогаш навремено ќе се препакуваме и ќе спремеме нова стратегија. Мицкоски не најавува ограничување на точење на гориво за странски државјани, но најави дека во понеделник до Регулаторната комисија за енергетика ќе го достават ставот на владата за тоа колку треба да биде намалувањето на акцизата, врз основа на пресметките од изминативе 15 дена за просечната цена на тон нафтени деривати на италијанската берза, ќе се знае дали акцизата ќе се намали за 1, 2 или 4 денари за литар. А дека во Европа има проблеми со гориво за авиони, вчера предупреди директорот на Меѓународната агенција за енергија Фатих Бирол. Според него, светот во моментов се наоѓа во најголемата енергетска криза поради блокадата на Ормускиот теснец. We are in Europe, we have maybe 6 weeks or so jet fuel left. If we are not able to open the Strait of Hormuz, if the refineries as a result of start to work, I can tell you soon we will hear the news that some of the flights from city A to city B might be cancelled as a result of lack of jet fuel. So, two big problems. First, Мицкоски повтори дека држава воопшто не ги чепнала државните нафтени резерви, кои имаат количина за задоволување на дневни потреби на државава од 62 дена и дека има деривати во продуктоводот Солун Скопје за неколку недели. А нафтените компании имаат оперативни резерви од 5 дена, но и комерцијални за максимум до 2 недели.